Почитувани ова утро му е гостин е градоначалникот на општина Новаци господинот Лазар Котевски, кој што со причина и повод е ова утро овде, а тоа е 30 мар, денот на општината. Добре дојдовте и ви благодарам што одвоивте време за утринската програма на Мега телевизија. Добре ве најдов и голем поздрав до гледачите на ТВ Мега. Кажете ми зошто 30 март е денот на општина Новаци? Па 30 март тогаш е формена општината и од тогаш почна да работи 1996 година. Утре славиме еден голем јубилеј, тоа е 20 годишнина од постоењето на општината. Од функционирањето ти општина Новаци беше и пред тоа општина од 1950 година, после кога стана тоа окрупнување на општините и беше затворена. Покрај тоа што наш јубилеј е ова, и јубилејот е и на основното училиште Славко Лумбарковски, централното што го имаме во Новаци, кои го прославуваат и тие 30 март. Така, денешниот ден 30 март и исполнет со низа активности, посебно околу училиштето. Може ли да ми ги наброите активностите кои што се во предвидени нели за одбележувањето на овој роден ден? Па видите, ние уште денес почнуваме со тие активности. Училиштето Славко Лумбарковски имаме на централна приредба која организира училиштето вечер од 4 часот. После имаме спортски надпревари, имаме надпревари меѓу учениците, постигнување, нивното постигнување до сега по училници, јас ги посетувам со мојата екипа. Имаме спомен положување на цвеќе на Матичевски, нашиот херој, падна 2001 година, кој загина од тој од кај нас, а исто така и положување на цвеќе на споменикот на Славко Лумбарковски во училиштето во центарот. После имаме свечена седница на Советот на општината и после имаме еден краток говор на градоначалникот, имаме и доделување на признаници, на благодарници, кои навистина оваа година сакаме да им се одолжиме малце на тие хуманитарци, на тие хумани луѓе, на тие хумани фирми кои на многу ни помогнаа за време на поплавите. Општината не може да го заборави, воодушевени сме навистина од нивната хуманост која ја пројавија како нашето население, а исто така и од странство имавме доста донации. Кога станува збор за еден ваков убав повод, нели, еден роден ден се слави, секогаш е пријатно, весело, тука би се и младите од училиштето, меѓутоа неизбежно е да се спомене моментот на поплавите кои што минатата година, нели, ја зафатија најповеќе и најпогодена беше општина Новаци. Кажете ми каква е денес состојбата? Можно е ли да се повтори тој случај кога ќе имаме покрај поплавување на тие земјоделски површини кои што навистина ги оштетија земјоделците, меѓутоа имаше и поплавени куќи. Може ли од денеска, од овој момент да се каже дека Новаци повторно е под опасност или се санира и тој проблем? Видите, вака 2015 година, точно тука кај март месец и февруар завршетокот, се суочивме со една голема катастрофа, тоа е поплавата, која не ја памтат постарите луѓе од 68 година. Беше доста штети се нанесија, нарочито на земјоделското земјиште, а и доста куќи имавме поплавени. Благодарение на тоа што почнавме пред време да градиме тие одбрамбени насипи, не спаси на некој начин. Бидејќи тоа се случи многу брзо, кога се сруши 9-тиот канал, за во рок од неколку часови надоаѓаа бранови од 3 до 4 метра. После, постоеше голема опасност да го струши и насипот земјениот, затоа преминавме
еден радикален зафат направивме, го пробивме регионалниот пат Битола-Рек. Тука, благодарение на сите фирми кои учествуваат, да не ги именувам сега, и со помош на РЕК, со употреба на нивна механизација и механизација од фирмите кои работат во РЕК Битола, беше многу експресно направен тој пролаз, затоа што се соочивме со еден друг проблем, бидејќи РЕК запослува околу 3000 вработени, кои се од овој дел од Битолскиот, и постоеше опасност да не можат да одат на работа. Најдовме на алтернатива преку Могила, Дедебалци, Агларци, тука преку Новаци поново, со автобуси, а и другата алтернатива беше направивме еден пешачки мост преку овој канал, каде што автобусите ги носе до тој мост и после ги преземавме наваму. Сега тоа помина, тука да го спомнем, и манастирот беше поплавен, и тука се сруши тој одбрбениот земјен зид. Помина, ние, благодарени на владата и на Министерството за земјоделие, презедовме една акција за санирање на пропустите на коритото на река Црна. Имавме 16 пропусти, кои ги саниравме, и другата превентивна мерка беше преземена за чистење на коритото на река Црна во должина од 30 километри од вегетацијата, од крупната вегетација. Затоа што имаше многу крупна вегетација во коритото, таа Црна не е чистена скоро 30 години. Тоа беа големи трупци од дрва, нарочито врба која расте во... Тоа е и чистено, и се забрза протокот на водата низ коритото, бидејќи беше забавен од 30 до 40% беше забавен протокол, и се ствараја сами вештачки брани од наносите што и носеше водата, и тоа предизвикуваше голем проблем. Коритото се полнеше, повратно... Прелевање на самата Да, река? и тука се срушија овие 16. Исто така беше поплавен и манастирот. Беше... Каква е денешната состојба на манастирот? Имаме ли извршено некоја санација во тој дел, бидејќи и во внатрешниот дел имаше вода, цело двориште од самиот манастир беше под вода? Па санирање. Манастирот е саниран, немавме големи штети во однос внатре во манастирот. Тоа навистина е многу го имам зборувано дека се случи некое чудо, не влезе вода внатре. И покрај тоа манастирот што имаат 7 врати и го издржа тој притисок, ама чудна работа не влезе. Влезе само многу мала вода, оштетени се некои фрески од влагата, ќе правиме напори да се санираат тие фрески, а иначе дворот е веќе чист, нема ништо. Многу ни поможија и противпожарната друштво од Скопје со тие огромни помпи, ја исцрпиме водата и така сега е во употреба. Ајде да се потрудиме овој лош период да го оставиме зад нас. Знаеме дека подготвени ќе ја дочекаме оваа пролет, независно дали би имало големи наноси од вода од планините, од топењето на снегот. Меѓутоа, ќе се навратам на моментот 20 години општина Новаци. На почетокот во 96-та можам да кажам дека општина Новаци не изгледаше онака како што денеска изгледа. Сега имаме на секој ќоше детско паркче, имаме инфраструктура, имаме осветлување од мостот па се до Новаци како Шанзелизе, како што многу ми знаат и да кажат. Кажете ми, често се споменува и кога во неколку наврат имавме изборни циклуси, општина Новаци несомнено, вие сте победникот. Сега, тоа не е туку така, би рекла, секогаш довербата му се дава на човек кој што навистина знае нештото да го менаџира. Покажавте и во лоши моменти како се менаџира една општина, дека сето тоа знаете да се справите и со непредвидливи моменти, така да се изразам. Кажете ми што е оно што ново го планирате за општина Новаци да достигне уште едно повисоко ниво, да биде надвор од анонимност, да имаме развој на тој меморијален туризам, да биде посетено цел тој Мариовски дел кој што паѓа од наша страна. Сигурна сум дека имате проекти предвидени за годинава.
Во секој случај тоа ни е главната стратегија на општина Новаци, развивање на алтернативни, односно селскиот туризам. Во овие изминати години општината навистина има постигнато доста големи резултати. Ние секоја година се наоѓаме во една градежна експанзија. Стално градиме, бидејќи имаме како општина многу села. 41 село. Од 2005-та со новата децентрализација останавме од 3 општини и една општина. Ни се зголемија и селата, ни се зголеми и територијата. И малце вака да ви кажам, е тешко таа општина да се води, ама правиме напори. Благодарение на мојот тим, на мене, на администрацијата, заангажирани сме, тотално заангажирани сме. Што е целта? Целта е да створиме што подобри услови за живење, да нема иселување. Јас можам да ви кажам, кај нас скоро е запрено иселувањето. Немаме младите брачни парови, болната страна е запослувањето, ама се трудиме на некој начин да го решиме и тоа. Во иднина имаме планирано многу поголеми проекти, сега ги напуштаме оние помали проектите, уличете, патче, бидејќи ги имаме направено. Јас од 2017 година мислам дека немаме повеќе улици по селата за асфалтирање, све асфалтирано е. Донесена е вода во сите населени места, чиста вода за пиење. Имаме само уште еден водовод имаме кој треба да ги снабдува Брод, Добровен и Живојно, и тој во тек ќе биде да го реализираме, а таа е вода од бунарите на рек, бидејќи не може од централниот водовод. Ќе правиме брани за наводнување на земјоделските површини, а едно од трите главни проекти кои имаме зацртано понатаму и кои веќе ги имаме почнато на некој начин, тоа е префрлување на системот за наводнување преку река Црна. Бидејќи ова поле, новачкото поле, кој зафаќа околу 3000 хектари, индивидуална површина, нема систем за наводнување. Па нели имаше момент кога Стрежево сакаше да ги приклучи делот од Новаци и Могила на Стрежевскиот систем за наводнување? Па да, почната ни е. Тоа е подолгорочна малце работа ќе биде. Околу 600 метра имаме веќе главни цевководи ставено. Оваа година ќе продолжиме и 2017 ќе биде веќе завршено. А тоа е голем вака придобивка за нашите земјоделци. До сега се снаоѓаме на своји начини, имаме поставено подвижна брана на река Црна, општината ги чистевме и каналите и луѓето си наводнуваја со мотори, со други. Кој како си се snašao? Па точно така. Сега приносите ќе бидат уште поголеми со ова. Ќе искористиме и водата од акумулацијата на езерото при рек Битола, бидејќи таа вода повратно вишоко се исфрлаше во Црна, ние ќе ја искористиме и таа. Другиот голем проект, тоа е Прноводот, кој владата ево има земено и кредит од 57 милиони евра, ќе го продолжи, ќе почнат градежните работи сега на есенскиот дел, све е припремено, трасите се лоцирани све, кој ќе биде од голема добивка за општина Новаци, општина Битола и Могила. Пред да продолжиме само уште ова да ви кажам, не само затоплување на домовите. Имаме голема заинтересираност, бидејќи тие цевководи врват низ многу плодно земјиште. Оранжериите предпоставувам. Да, оранжерии, пластеници, раноградинарски производи, наместо да ги купуваме од Јевгелија или не знам од каде, ќе и произведуваме тука и затоа им препорачувам на моите жители сега на кој му се работи, ќе има. Ќе се навратам на моментот околу миграцијата, околу земјоделието и околу вработеноста. Владата е таа која што многу често води сметка за овој дел, овој сегмент, оваа сфера на живење, нели земјоделието, субвенциите, улеснувањето при закуп на земјиште, поволностите со националните мерки и други ситуации. Може ли да се препише стопирањето на миграцијата село, град или
да речем и селеништвото, на тоа што во општина Новаци го имаме и најдобриот фармер? Да, точно така, го имаме најдобриот жена фармер, го имаме најдобриот фармер. Овие мерки што ги презема владата во однос на земјоделието, зборам и другите мерки, бидејќи сме рурална општина, зборувам за земјоделието. Генерално и Македонија е представена како земјоделска земја. Нашите земјоделци никогаш не го вишли тоа. Субвенции се исплаќаат на време. Механизација, јас да ви кажем, конкретно, кај нас нема семејство што нема трактор. И пропратна механизација. Пред да се воведат овие мерки, пред да дојде ВМРО-ДПМН на власт, владата, имаше многу напуштени парцели, земјоделско земјиште, кое не се обработуваше. Сега не можете да најдете ни една педа необработливо. Затоа што бенефитот го гледа околу субвенциите, околу механизацијата, околу овие заштитни мерки кои се преземат. Ние стално држиме работилници, предавања, ги едуцираме нашите земјоделци, затоа што стари земјоделци што си го има на памет една врста пченица, една пчека и таа тера со години. Толку. И сега ги убедуваме дека треба да преземат, има технички мерки кои се понапредни од тоа, кои дава поголеми приноси. Еве нарочито ова наводнувањето капка по капка. Системот. Тој систем е веќе спроведен. Ние имавме таква еден проект кој го спроведивме. Луѓето видоа голема корист од тоа и сега го употребува. Можам да кажем еден интересен факт за општина Новаци е тоа што кога станува збор за земјоделието, многу од младото население воопшто не се страми, не се плаши да влези во тој бизнис и да се занимава со земјоделие професионално, закупувајќи голема број на парцели на земјиште, бидејќи се подготвени со механизацијата, на тој начин обработуваат повеќе земја, а со тоа и добиваат поголеми приноси. Има ли луѓе кои што се жалат кога станува збор на пласманот? Пласманот навистина вака е болна точка малце. Треба да се поведи малце повеќе сметка околу пласманот, затоа што нашите земјоделци произведуваат, ама треба се бара гарантиран откуп. И секогаш на тие работилници ние ги советуваме немој нешто да садите, да правите без претходно да имате склучено договор со некој кој ќе го откупи. Така. На времето, да кажем, во социализмот е планско земјоделие и се кажуваше тој ќе садиш, оти беше гарантиран откуп. Владата презема мерки во овој дел. И то презема мерки да се створат откупни центри од каде што на луѓето ќе му се откупаа производите, па после преку некои други канали, приватни фирми и сето тоа ќе се пласира или надвор или кај нас. Каков е делот на привлекување странски инвеститори на територија на општина Новаци? Во делот на странски инвеститори, да ви кажам, ние имаме голема заинтересираност за нашата општина, бидејќи има многу неискористени ресурси. Голема површина, неискористена, а има големи богатства. Нарочито пред ви спомнав околу алтернативниот туризам. Тука е и нината. Ние имаме Мариовскиот дел е чиста, недивната природа, која навистина треба, таа производство на здрава храна, каде што еве имавме сега една работилница кај што блендираме мариовски мед, мариовско сирење, мариовски кашкавал. Јас затоа вака овие емисии ги користам да ги повикам и нашите инвеститори, и странските инвеститори да дојдат вратата на општината секогаш им е отворена
околу припремата на тие документации и сето тоа. Ние имавме индустријска зона, каде што имавме заинтересирани и веќе требаше на 3-4 парцели да почнат изградби. Ама индустријската зона ни беше во тој дел до Црна, каде што оваа поплава не попишма, ни се ја преместивме на друго место. Исто во тој истиот дел тука овој проектот на владата купи куќа за млади. Имаме 100 парцели, сега ќе парцелизираме, па младите може да си направат многу добри услови, има, знаете, условите. Градоначалниче, кога станува збор за новаци, мислам дека може и 2 дена да си седиме и да си разговараме, бидејќи огромни се проектите. Би ве прашала само уште за еден многу интересен податок и момент. Го споминавме алтернативниот туризам, бидејќи природата е таа која што имаме. Црковниот туризам, понудата на многу голем број на манастири кои што ги имате на вашата територија, го имаме делот со Првата светска војна, значи како меморијален туризам во однос на соработката и со Франција, со Долна Нормандија, како беше тоа. Меѓутоа, кога станува збор за оние природни богатства, ако не се лажам, на голем број на територијата на вашите села кои што паѓаат под ваша општина, се наоѓа природна кисела вода, како да ја наречем, минерална вода. Да, минерална вода. Покрај сето ова што го кажавте, навистина, општина Новац се располага со доста CO2, киселата вода заедно со природниот... позната меѓународна кисела вода. Да, со природниот газ. Имаме една фабрика, ние таква, Суна, која се наоѓа во село Рибарци, која, нажалост, и таа беше поплавена. Да, меѓутоа се издигна. Санирана е, сега работи. Има доста запослено. После има во Гермијан, исто имаме таму фабрика, која, еве сега во припремно, таја работеше, ама газдата ја напушти. Да, и сега ќе почне и таја да работи. Во главно има големи такви природни ресурси. Мене е интересен моментот пред да се реши проблемот со водоводот во Гермијан. Мислам дека од чешмите течеше вода со CO2. Имаше, да. Значи, едноставно па ево, имаме вода. таков пример во тоа Рибарци, тука до Новаци има таква чешма која и тоа на средина во селото му која е кисела вода. Так. Располагаме со такво, да кажем, и сега затоа заинтересираноста е многу поголема. Јас, еве, се движам и бев и Австралија и сега ги повикувам нашите сонародници да дојдат овдека. Имаме доста бизнисмени во странство. Така. Јас ви благодарам што ова утро бевте мој гостин. Се надевам дека гледачите уживаа во сите овие информации кои што им ги дадовме. Честитки уште еднаш на вашиот роден ден и се надевам дека во наредна прилика ќе зборуваме уште и подетелно ќе ги разработиме оние проекти на кои што работите вие како општина. Ви благодарам за поканата. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма Деница на Мега.